Добро утро и од мене, Александра Бубевска, а во Обштествена сцена ја поздравувам Искра Гешовска, директор на фестивалот за критичка култура КРИК, која што на вчера завршеното Берлинале, Берлинскиот филмски фестивал, учествуваше и мислам дека сте единствена оваа година што учествуваше во некој од програмите на Берлинскиот филмски фестивал. Вие учествувавте во програмата Форум со ваш текст. Па, ќе ве замолам да ни кажете зашто всушност се работеше, како беше насловен вашиот текст. Да. Ви благодарам за поканата. Важно ми е да ги споделам искуствата од Берлиналето, особено од оној сектор каде што јас учествував. Тоа е програмата Берлинале Форум, која што годинава славеше 50 години од своето постоење. Фестивалот јубилеен исто беше 70 година, да. Берлинале Форум програмата, мене би ми било важно тоа да се нагласи дека е формирана од самиот фестивал пред 50 години. Зошто ми е важно тоа да се нагласи? Затоа што сите знаеме што значи Берлинале фестивалот. Тоа е една моќна институција на моќ, би рекла, која што сепак за разлика од останатите фестивали европски, а вклучувајќи го и на најголемиот во Америка, нели, на академијата, практикува една малку поинаква програма. Практикува програма која што има една појасна политичка димензија. И сега таа институција на моќ сепак, каде што сите најзначени имиња од сферата на филмот се на сцената, формира пред 50 на години еден сектор кој што го нарекува Берлинале Форум, каде што уште повеќе се продлабочува политичкото и критичкото значење на филмот во овој случај, но и на културата генерално. Јас учествував на тој форум во кој што имаше 6 панели, во завршниот панел учествував, кој што се викаше фестивалите во оган. Дали фестивалите можат да произведуваат критичност и политичност? И што е тоа што се случува после црвениот тепих. Значи, она што за мене е најинтересно и што можеме да го научиме од секогаш кога одиме некаде да споделиме искуство, особено со земјите кои што имаат многу поголема традиција и во културата, но и во критичката култура. Она што за мене е важно дека во едни вакви рамки кои што може да бидат проблематични, бидејќи таму имате спонзорства чуда од најголемите индустрии, значи субверзивниот момент, критичкиот момент не се поттикнува, се поддржува. Значи тоа за мене беше пример, освен брилијантните разговори што се водеа таму, значи беше пример за тоа како воопшто културата треба да се однесува во рамките на општеството. Кое треба да биде местото на културата во рамките на општеството? Таа треба по дефолт да биде критична, да биде коректор и да биде политична. Тука јас немам дилеми по тоа прашање. Јас бев таму на покана од директорката на форумот и благодарна сум за таквото искуство, затоа што за мене, би рекла, ова беше искуство за водење културни политики. Во еден ваков деликатен момент, политички, општествен, во целиот свет, сметам дека Берлиналето одигра многу значена улога, поставувајќи на сцената, отварајќи на сцената прашања кои што беа експлицитно политички. Особено во рамките на овој форум, кој што е многу посетен, на кој што доаѓаат сите оние кои што го посетуваат Берлиналето, и од членовите на жирито, и режисери, актери, сценаристи, теоретичари, филозофи и така натаму. И бев сведочев практично, повторно инсистирам на тоа, во срцето на моќта, значи, бидејќи Берлиналето е срцето на моќта, значи како се води критичка дебата. И како никој нема задршка за тоа дека улогата на културата и на уметноста, особено на оние
кои што се уште повидливи во културата на уметноста, кои што се нели Светски познати. да, како тие имаат одговорност да го прават тоа во ваков горушти момент, би рекла, за целата земјина топка. Мене ми е интересен насловот на тој форум, на таа дебата, на која што сте учествувале, во смисла на тоа дека го поврзувам со нашава култура, каде што евидентно се случува една фестивализација, би рекла, односно имаме не знам колку фестивали на метар квадратен. Како тоа може да се рефлектира кај нас? Дали се случува всушност еве според вас и некоја вистинска фестивализација? Па кај нас, за жал, поголемиот дел од фестивалите, особено од овие што се, да речеме, во рамки на Македонија, од формат на Берлиналето, за жал имаат целосно отсуство на критички пристап кон културата, не испраќаат, тоа е моето мислење, не испраќаат никаква значајна порака, фокусирани се на некоја, да речеме, естетска, уметничка и не знам каква изврсност, квалитет, што не е лошо, но и тоа се повеќе станува знак на прашање, колку на вистина фестивалите произведуваат квалитет или се само некаква ревијалност, само некаква навика. Не имаме неколку големи фестивали, тоа се Охридско лето, Струшки вечери на поезијата, Манаки, Војдан Чернодрински, тоа се вака од поголемите, Ристо Шишков. Ама тоа се сепак, овие ми сметам дека се од поголемите, кои што се зборувам институционални, државни фестивали. Има, се разбира, на локално рамниште има некои помали фестивали, но главно не ја вршат оваа функција за која што јас зборував и за која што всушност многу ме потикна. Навистина сум потикната, инспирирана. Зошто е тоа така? Тоа е кај нас зошто е тоа така, затоа што целата култура е некритичка култура. Ние нема да си дозволиме никогаш, како што се дозволија во рамки на форумот каде што сведочев, а и генерално тоа и по медиумите го имаше, во рамки на форумот, значи во кој што имаше 6 панели, значи немаше панел каде што не го спомна инцидентот што се случи, нели, откривањето случајно на студентот кој ги истражувал архивите и открил дека основач, творецот, креаторот на Берлиналето е припадник на СС трупите. Значи, такво нешто нема се случи. Нема се случи проблематизирање на еден Джереми Ајронс. Председател на жири кој што Председател на жири. Дури јас во својот текст го проблематизирав неговиот настап, но не бев само јас. Таму кога стигнав, открив дека тоа е веќе тема. Значи, ние не се дозволуваме и нашите најголеми наративи во културата да ги критички да ги преиспитуваме. Зошто е тоа штетно? Затоа што тоа не става во еден неверојатно ретрограден процес, бидејќи ако нема критичко преиспитување, повторно ќе речам и на најголемите, критичко со аргументи преиспитување на најголемите имиња, случувања во културата, на најзначајните автори на творештвото, тогаш сметам дека се стануваме една тапкачка во место култура, една самодоволна заедница која што не произведува нови современи вредности, мислечки вредности пред се. Не зборувам за творештво, мислечки нови вредности кои што ќе му помагаат, културата за тоа служи, кои ќе му помагаат на општеството во другите сегменти да се отслика и да се развива по-демократски. Евентуално да се развива, да. Добро, вие вашиот фестивал Крик го водите токму во оваа насока за која што зборувате и го насловивте, впрочем, фестивал за критичка култура. Како го оценувате вие оваа година ќе славите 5 години? Да. Мал јубилејно значаен кај нас. Како го оценувате тоа што се случуваше еве на Крик? Крик е специфичен фестивал, тој ги спојува културата и до душа, еве видовме и овде кадека тоа се случува, поширокото поле на културата би рекла, теорија, критичка теорија, филозофија, дури имаме и
некогаш ги разгледуваме нештата и од економска перспектива, си го дозволуваме и тоа, затоа што културата не смее да биде слепа за се, изолирана за се она друго што се случува и што е важно во општеството, за секој трепет во општеството, со уметничките практики. Годинава, како што рековте, петото мало јубилејно издание, јас не можам се уште да проценам дали има некаков ефект она што се презентира во општеството, бидејќи и покрај тоа што има своја стабилна публика фестивалот, покрај тоа што навистина важни луѓе носиме од надвор кои што можат некаква свежина во мислењето да донесат, да ни покажат, не можам да проценам дали менува она што се прави со КРИК, дали суштински нешто менува во општеството, дали може да менува, дали се прима пораката од една причина, од една и единствена причина, затоа што ово општество генерално, како што и претходно реков, веќе не е заинтересирано за критички разговор. Знаете, има нели социјалните мрежи и така натаму, сите ќе кажат еве сега се е отворено, сите критикуваме, сите кажуваме. Јас ќе ми простат и гледачите и сите колеги, сите пријатели, тоа го нарекувам понекогаш врескање. Значи, тоа не е критичка култура, за се да се реагира импулсивно, без аргументација, без некаков логички след на мислењето. Да, ова КРИК, како што самиот наслов значи еден вресок, значи ова е место кај што сите сакаме да вреснеме колективно, бидејќи од незадоволство, од што и да е, но сепак велам дека критичката култура преку КРИК и преку други такви некои мали јадра не можеме да ја создадеме во ова земја. Значи, таа се создава преку образованието, значи мора заеднички да работиме во се, преку образованието, преку политиките, културните политики, но и генералните политики. Значи, знаете како одгоре кога ќе ви дојдат крајно сигнали од највисоките инстанции, политички сигнали дека не е пожелно да сте критичен. Иако во ракавици ви викаат да, имате можност, но имате консеквенции заради вашата критичност, тогаш еден фестивал како КРИК не може многу да промени во општеството. Да се надеваме дека сепак дека некаде се движиме напред, благодарејќи на овие мали наративи. Јас ви благодарам што бевте гостинка во утрински брифинг.